Јас таму живеам, не знам зошто се дозволи таму на тој дел од градот да никнат такви две зданија. Ќе имаме, јас како комшија таму, верувам дека ќе имаме инфраструктурен проблем, кога во одреден момент, бидејќи таму има и бизнис и станбена зграда, кога ќе се насели бизнис зградата, кога ќе започне таа циркулација на луѓе, ќе имаме проблем со движењето и дополнително со вода, со притисок на вода, со одвод и така натака. Не можам да искоментирам нешто што веќе е направено. Штетата е направена. Ајде да видиме како тоа да го стопираме, да не продолжиме во оваа насока. Бидејќи ако планираме нешто да развиваме, треба да обезбедиме услови тоа добро да се развие. Да го прошириме булеварот, да прошириме улицата, да го прошириме водовод, да измериме дали може трансформаторот да поддржи, дали може цевката да поддржи и дали целата инфраструктура дали може да поддржи. Доколку да, окей, да ќе го развиваме во таа насока дупот. Меѓутоа, нашата цел е оние параметри што ќе бидат пропишани според генералниот урбанистички план, ние да почнеме да ги намалуваме. Бидејќи центарот е веќе пренаселен. Од една страна е пренаселен, од друга страна дополнително се гради, а веќе имаме премногу станови празни. Како да луѓето вложуваат во имот, наместо да ги чуваат средствата во банка или да инвестираат во нешто друго. Имавме ситуација од врата на врата да влеземе пола зграда да е празна. Јас гледам директно во зградите на Лимак, можам да кажам дека 5 стана светат навечер.